Реформите предвидени во поглавјата 23 и 24 мора да имаат приоритет, а евентуалното одоговлекување на почетокот на преговорите на Македонија со ЕУ не треба да бидат алиби за нивно неспроведување, смета Васко Наумовски, преседател на Институтот за општествени истражувања и поранешен вице-премиер за евроинтеграции. Реформите мора да се спроведуваат доколку сакаме модерно општество кое полесно ќе се прилагоди на европските стандарди. Според Наумовски, нормално е воведувањето на дополнителни критериуми како што е случајот со Македонија да делува фрустрирачки и обесхрабрувачки. Секогаш кога имате еден процес на приближување, тоа во суштина значи приближување кон стандардите на Европската Унија и нормално е да се појават и одредени фрустрации кога во текот на процесот се менуваат условите, слично како кога после почетокот на еден натпревар би се менувале правилата на игра. Ние сме сведоци дека во изминатиот период беше воведена и нова методологија на преговори, беа воведени така наречени кластери кои што не постоја за претходните држави членки и тоа може би да делува малку демотивирачки. На денешната трибина на која се дебатираше на тема оценување на поглавјата 23 и 24 напредок без почеток на преговорите со ЕУ, официјалниот представник на фондацијата Конрад Аденауер рече дека Македонија има закони, но потребна е нивна имплементација. И она што на Македонија, на Северна Македонија и недостасува не се законите, туку нивна имплементација. Не се сите еднакви пред законите и луѓето можат да им веруваат на законите, меѓутоа ако знаат дека сите се еднакви пред тие закони. Во тој случај би имало доверба во владата. Поглавјата 23 и 24 кои ги опфаќаат правосудството, борбата против корупцијата и темелните права на граѓаните се првите поглавја кои се отвараат во преговорите со Европската Унија. Согласно новата методологија, ќе останат отворени до крајот на преговорите.